Државниот испитен центар ги објави прашањата за екстерно тестирање. Од 5 до 9 јуни учениците од основно и средно образование треба да го полагаат овој тест, а предметот по кој ќе бидат тестирани тие ќе го дознаат 3 дена пред тестирањето. На интернет страницата се достапни околу 450.000 прашања, а 20% се обновени. Распоредите за тестирање ќе бидат објавени на 29 мај. Според последните законски измени за основно и средно образование, годинава новина е тоа што ќе бидат тестирани учениците од 6-то одделение до 3-та година средно, односно екстерно нема да полагаат учениците од 4-то и 5-то одделение. Прелиминарните резултати треба да бидат објавени на 15 јуни, пошто следи период за поднесување приговори кој ќе трае 3 дена. Конечните резултати ќе бидат објавени на 27 јуни. Од тестирањето ќе бидат изоставени само матурантите, кои веќе го полагаа овој тест, но затоа сега ќе треба да полагаат државна матура. Оценката од екстерното тестирање влегува во успехот и свидетелството за ученикот, но истовремено значи и проверка на работата на наставниците. Но се уште е неизвестно дали екстерното ќе се укине пред да се одржи, бидејќи СДСМ која очекува да состави влада, во својата програма најави укинување на екстерното тестирање.